Пред да почне самото видео, сакам да се извинам на тие што го гледате и на самиот себе што многу хаотично беше снимано. Зборењето е пред, односно цело зборење е после тренингот. Не запазив на тоа. Немав услови, кажа во видеото. Ете едно на брзина извинување. Фали. Се заврши уште едно видео, многу избрзано. Услови за снимање полека и да нема во теретанава. Лобито преполно, музиката прегласна. Пробувам да снимам што подобро, ама ете, на крај испаѓа пак интрово кое го снимам по тренингот, да го бацувам пред самиот тренинг, пошто да не биде видеото сосема глупо без контекст. Небитно. Денеска бе втора недела од оној бенч кат, каде веќе почиња да се топи салото или мастите, не е веќе изфрлање на чиста вода и нормално да се гори и мускулот. Се надевам што помалце, бидејќи не знам, ете, обично надеж, на хемија не сум, затоа и ќе биде проблем. Ќе биде проблем за тоа колку ќе се изгори. Чекај. Сега, дури протеинот се прекина. Пилешки прсти за после тренинг. Мала пауза при ова снимање. Луѓе ме гледат како будала на семафори, тоа е тоа. Што сакав да кажам, пилешки прсти после тренинг. Не знам колку се гледа, може би автобусот ќе ми смега. Ако семафориве немаат намера да се пуштат, добро. Што сакав да кажам? Бенч сесијата на... Не ќе да спойлувам како отиде. Ќе снимам уште едно аутро. Нормално не е тоа аутро, бидејќи... Не. Сваќате, интрото го снимам по завршување на тренингот и ќе го ставам пред тренингот, не е тоа такво интро како што треба да биде. Аутрото ќе го снимам, штом се снимам на автобус и ќе кажам нешто за самиот бенч кој протера одлично. Така и очекував, така и беше. Останете во видеото и уживајте. Нешто повеќе околу исхраната пред да влезам во автобус. Каква исхрана водам? Ајде нека биде тоа некаква модификација на кето диета. Зашто? Бидејќи фаворизирано е дефинитивно месото. Нема калории многу, нема јаглехидрати многу, мастите ги избегавам, полно протеини, без шекери, нормално. Месо, некои млечни производи во умерени дози, бидејќи сепак и тие имаат калории, некои имаат и масти, како например павлаката, киселото млеко и останати. И ќе продолжам со ова што се симнем од автобус.
Сега веќе изгубив континуитет на зборење, заборавив што кажав пред да се исклучам. Знам беше околу исхраната и диетата. Не водам некаја посебна, само ги елиминирав шекерите. Веќе една недела, највеќе шекер што внесов беа 3 крем банани, 5 точки, пошто стварно не може да издржам и си велам, ајде да земам барем 2, што тоа ми е дозволено во макрокалкулаторот, сите може да си го направите тоа на интернет. За мене, за екстрим weight loss на кат, природен, можам и до 30 грама шекер да зимам, што ја пак бев у граници на нормално, ама ете, сакам да го правам ова што поригорозно. Многу велат дека ќе изгубам голема количина на мускул. Ја не мислам така, пошто, не знам, вежбам јако, јадам протеини само. И тоа би било тоа. Едино што треба да запазите е да внесувате многу овошја, многу зеленчук, не премногу шекери, што ако може како мене да ги исклучите онака на максимум, би било убаво. Јагле-хидрати пред тренинг, главно протеини, и тоа ќе биде тоа од исхраната која би била перфектна за еден солиден кат. Што да кажем за бенчот? Бенчот помина супер онака како што очекував. 120, еве нека биде 2 пати само, на третото падна. И тоа е тоа, бркаме 150 кила бенч на кат. Фала што го изгледавте и ова видео. Лајкнете, субскрајбнете се, гледаме во некој од наредите. Чао!